Земјотресот кој го разбуди Скопје во раните утрински часови предизвика паника меѓу населението. Сепак паниката и стравот не се во корист на безбедноста, па потребна е присебност, но и одредени информации кои може да бидат во корист, бидејќи земјотресите не може да се предвидат, но може да научиме како да се заштитиме од истите. Трудете се да останете мирни и присебни и не дозволувајте да ве совлада паника. Бидете свесни дека по почетните брзо може да седат и други појаки потреси. Не паничете, не се обидувајте да избегате додека трае земјотресот. Доколку се наоѓате во затворен простор, веднаш засолнете се на побезбедно место под врата, носечки столб или покрите го лицето и главата со рацете и засолнете се во ќошот од просторијата и останете таму додека трае потресот. Задолжително оддалечете се од прозорците, стаклата на дворешните ѕидови и врати и предметите кои би можеле да паднат врз вас, како ормари, полици, лустер и слично. Додека трае потресот не користете лифтови и скали. Веднаш исклучете ги сите извори на електрична енергија, плин и вода. Ако сте користеле било каков извор на топлина, исклучете го кога ќе се смири потресот. Најголемиот број на повреди настануваат при обид за напуштање на затворениот простор за време на земјотресот, па затоа останете внатре. Доколку сте во јавен објект, останете мирни и бидете подалеку од масата луѓе што панично се движи кон излезите. Бидејќи може да дојде до прекин на струјата, секогаш треба да имате при рака батериска ламба. Доколку се наоѓате на улица, внимавајте на објектите кои што можат да се срушат или предмети кои што можат да паднат врз вас, како уличните светла, оџаци, керамиди, искршено стакло и слично. Главата заштитете ја со рацете или на пример чантата која што ја носите со вас. Доколку за време на земјотресот се наоѓате во возило кое е во движење, обидете се да застанете доколку е можно, без да ја загрозите безбедноста во сообраќајот. Избегнувајте застанување во близина на зграда, дрвја, надвозници или електрични кабли. Кога ќе престане земјотресот, продолжете внимателно и избегнувајте патишта, мостови, рампи кои што можат да бидат оштетени. Доколку по земјотресот завршите под урнатини, не движете се и седете мирно. Удирајте во цевка или ѕид, за да можат тимовите за спасување да ве пронајдат. Ако имате свирче, искористете го. Викајте само доколку тоа е последно решение, бидејќи со викањето може да се вдишат големи количини прашина, што е многу опасно.